Ваше високо преосвещенство, почитувани професори, колеги и студенти. Човекот уште од своето создавање е суштество на комуникација. Нашето постојање и во заедницата, и во историјата, и во духовниот живот е ткање од зборови, символи, гестови и односи. Меѓутоа, православната теологија смело тврди дека коренот на секоја комуникација не се наоѓа во човечката психолингвистика, туку во самата вечност, во Логосот, во Господ Исус Христос, кој пред секое време е Словото Божие. Овој темел одредува како да се открива вистината и што значи да се живее во заедницата. Ако Словото не е просто звучен израз, туку личностна и богочовечка реалност, тогаш и човечката комуникација неизбежно добива онтолошка тежина. Станува простор за средба и одговорност, а не само размена на информации. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Овој прв стих од прологот на Евангелието според Јован представува едно од најдлабоките богословски формулации на целото Свето писмо. Тој не служи само како вовед во евангелската нарација, туку поставува онтолошка рамка за разбирање на Христос како вечно Слово, преку кое Бог се открива, твори и спасува. Ова библиско новозаветна формула не е само догматска изјава за предвечноста на Словото. Таа представува антрополошки и космолошки клуч за разбирање на светот и на човекот. Кога црквата кажува дека Христос е Логос, тогаш значи дека во него постојат логиката на битието, смислата на создаденото, принципот на заедништвото и самиот акт на божествената комуникација во созданието. Комуникацијата според тоа не е случајна последица од човековата природа, ниту е техничка алатка за размена на информации. Таа е дел од нашата суштина, бидејќи сме создадени по образот Божји. Зборот, јазикот, мислата и односот го одразуваат оној од кого потекнуваат. Во современиот свет, обележан со дигитални платформи, автоматизација, експанзија на вештачката интелигенција, човештвото повторно се соочува со прашањето: што значи Слово и кој го обликува неговиот авторитет? Ако во античкиот средоземен свет централно прашање било односот меѓу јазикот, вистината и откровението, денес се повеќе се поставува односот меѓу Логосот како божествен принцип, алгоритмот како технолошки посредник и новозаветното Слово како спасоносна комуникација на Бога со човекот. Од друга страна, алгоритмот денес е основна структура преку која се обработуваат, филтрираат, формираат огромни количества на информации. Алгоритмот представува математичка и логичка низа, што ја моделира нашата дигитална реалност, а се повеќе нашата перцепција за светот. За разлика од божествениот Логос, алгоритмот создава оперативна логика, но не и онтолошка вистина. Сепак алгоритмите ја посредуваат нашата комуникација, нашето знаење и нашето разбирање за себе денес. На оваа линија се наметнува клучното прашање: како комуникацијата на Бога, заснована врз личносен Логос, се соочува со современиот медиумски екосистем во кој доминираат алгоритмите? Во новозаветниот корпус Словото не е само информација, ниту абстрактен код. Тоа е живототворно, спасоносно, вдахновено од Светиот Дух. Целото писмо е вдахновено и полезно. Од друга страна, дигиталните медиуми ја трансформираат комуникацијата во процес кој е брз, масовен, оформен под влијание на математичка логика, често личен од личностното, лице в лице присуство. Ако Христос е вечното Слово кој го открива Бога, тогаш црквата е заедница која го пренесува тоа Слово. Оваа динамика е фундаментална за нејзиниот идентитет.
Црквата не постои само за да го чува традираното откровение, туку за да го сподели, да го објавува, да сведочи и да го чува во секој историски контекст. На тој начин црквата не е пасивен канал, алгоритам, туку активна заедница кој го представува Евангелието преку литургијата, проповедта, животот и сведоштвото. Таа чува вистината од редукција, фрагментација и погрешно толкување. Односот меѓу текстот и заедницата не е технички, туку духовен. Дела апостолски ни даваат модел на оваа комуникација, имено во 2 глава, 42 стих се вели: упорно пребивање во учењето на апостолите, во заедништвото, во прекршувањето на левот и во молитвите. Тоа е медиумот на преданието, заедничкиот живот, во кој вистината не се пренесува информативно, туку како начин на заедничарење и постоење. Свештенството, литургијата, проповедта, духовното раководство, сето тоа е динамика на пренесување и примање на Словото, а не само прецизни алгоритмички податоци. Слично евангелистот Марко во 16 глава, 15 стих гласува: проповедајте го Евангелието на секое создание. Евангелистот апелира и го проширува хоризонтот на христијанското сведоштво до крајните граници на човечката и природната средина. Тој императив може да се затвори и не може да се затвори во одредени географски, културни или медиумски рамки. Тој не обврзува да ги префатиме новите медиуми, како и дигиталните мрежи, визуелните платформи, интерактивните форми, не како закана, туку како можност. Медиумската проповед не смее да редуцира длабочината, мистагогијата или литургискиот контекст на Евангелието. Современите средства не се закана за црквата, тие се проширување на низиниот глас во светот, кој станува се погласен, побрз, но и посвесен. Светите отци секогаш го третирале логосот и го живееле како живо слово, кое што не се објавува само преку текст и зборови, туку се реализира во заедницата во духовниот живот на верниците. За нив Евангелието не било абстрактна информација или структурирана содржина, туку живо искуство на Божјата присутност, пренесено и зачувано преку предание, молитва, литургија и христоцентрично заедничарење. Свети Јован Златост ја нагласува улогата на црквата како жива школа на логосот. Местото каде писмото се толкува, се прима и се живее во секојдневниот духовен опит. Свети Григори Богослов додава дека логосот го осветлува човековиот ум и го отвора разумот за слободно расудување и го води човекот кон вистината. Така алгоритмите, ако се спротиват на ова, тие можат да прикажат само текстови, цитати, информации, но тие немаат способност да создадат духовно искуство. Вистинската реализација на логосот се случува во заедницата, преку животот. Исто така Свети Василий Велики потврдува: никој не може вистински да го толкува Светото Писмо без водството на Светиот Дух. Тој е единствениот толкувач на Светото Писмо. И секој друг обид да се толкува Писмото самостојно без него води кон заблуда. Додека Свети Василий Велики нагласува дека вистинското толкување на Писмото е возможно само преку водство на Светиот Дух, вештачката интелигенција и алгоритмите, колку и да се способни за анализа на текстот, не можат да проникнат во духовноста. Тие можат да препознаат зборови, шеми, логички врски, но не можат да разликуваат што е духовност во целокупната нејзина длабочина. На овој начин, буквалното толкување на Светото Писмо без духот се приближува најмногу до студиозност на алгоритмот. И со право може да се каже дека таквото толкување е мајсторски прецизно, но духовно слепо. Во ерата на брза информација Христос останува критериумот, содржината и моделот на секоја вистинска комуникација. На тој начин христолошката комуникација мора да биде вкоренета во интегритет, аналитичност и духовна зрелост.
Теолошкиот говор во дигиталниот простор не е само можност, туку и одговорност. Да се внесе светлина во местата на збунетост, да се донесе ориентација таму каде што владее информацијска пренатрупаност и да се задржи длабочината и јасноста на словото во еден свет што постојано зборува, но ретко слуша. Ви благодарам. Благодариме на професорот Дарко